И таа потврдата на нашите граѓани навистина пазаруваат онлайн, но исто така велат дека секогаш може подобро, не давајќи се дека што поголем број на продавници ќе се најдат и во онлайн просторот. За сите локални бизниси кои што се уште не се вклучени во тргувањето онлайн, следниот разговор е одлична можност. Еве зошто. Асоцијацијата за e-трговија по трет пат ја реализира иницијативата за отворање на онлайн продавница. Ние утрово прашуваме кои се условите за апликација и кој се може да се пријави секако да биде дел од истиот проект. Добро утро за Марија Ристовска, проектен менаџер во Асоцијацијата за e-трговија. Добро утро. Гужва ни Скопје утрово. Гужва, дожд. Да, бидејќи ми доаѓаш од терен, да прашаме, но иако претпоставуваме што може дождот да направи во однос на сообраќајот. Марија, колку компании досега се вклучени во онлайн трговијата, какви се домашните податоци? Така. Е-трговијата генерално расте од година во година, забележуваме, би рекла, позитивен тренд. Согласно последните податоци на Народната банка, заклучно со крајот на 2024 година, регистрирани се 1666 продажни места со тоа се нарекува виртуелни места за продажба. Меѓутоа, како активни се сметаат 1312, тоа би значило под активни се подразбира оние што направиле барем една онлайн трансакција во текот на годината. И пред малку тиена на анкетата која што ја направи ни потврди дека голем дел од граѓаните сакаат и пазаруваат онлайн, но ајде малку да говориме во бројки, тие се веројатно најрелевантниот показател. Колку пари се трошат во текот на една година на интернет? Така. Покрај бројот на продажни места расте и вредноста на обемот на трансакции, што би се рекло. Исто така заклучно со 2024 направени се 709 милиони евра кон домашните трговци и со странски и со домашни картици и домашните трговци кон странски трговци и направен еден просек дека просечната онлайн трансакција всушност изнесува околу 33 евра. Преку овој повик годинава 20 микро и мали компании ќе може да отворат своји e-продавници. Кои се условите за апликација? Така, пред се треба да е регистриран правен субјект, значи не може да се пријави некој што има само Facebook или Instagram профил. Значи да е регистриран правен субјект, да е микро, мало или средно предпријатие, да има комплетно пополнета онлайн апликација која при тоа е многу кратка и да нема претходно добиено поддршка од АЕТМ во ваков или сличен јавен повик. Испомнавте 20 микро или мали предпријатија, што ако се пријават 50-тина или повеќе, по кој принцип ќе се врши селекцијата? Така. Ние секогаш имаме критериуми кои што исто така се јавно достапни на официјалната страна на јавниот повик e-commerce.mk, _јавен повик, _виза, цртичка 2025 година. И во принцип критериумите се однесуваат на тоа дали производите кои што трговците сакаат да ги пријават се погодни за продажба онлайн, во смисла нели дали се габаритни, дали е тоа нешто апстрактно, нешто што всушност може да се продава онлайн, со каков тим располагаат, дали имаат капацитети, дали имаат ресурси, дали знаат како да го испромовираат, ги прашуваме такви прашања, каков има планот за раст на продавницата, например ако денеска продавам ова прекрасна шолја, утре дали ќе имам нешто друго да понудам понатака и така натаму, така да во принцип се земаат во предвид сите овие работи и има трочлено жури кој што ги оценува индивидуално, се прават ранг листи и тие што ќе добијат вкупно најмногу поени, првите 20 се добитници на поддршката така. Отворањето на e-продавница не е единствениот бенефит во учеството. Велите дека ќе се добие комплетна поддршка во целиот процес и едукација во однос на работата на истата. Така. Во принцип дадена има можност да добијат вредносен ваучер од 1000 евра, кој што не го добиваат нели на рака, туку го добиваат како поддршка за да отворат e-продавница. Сега имаат трговците опција да изберат дали сакаат да отворат e-продавница во рамки на веќе постоечка веб платформа и како би рекла да се вклучат во онлайн мол со своја e-продавница или сосема со свое софтверско решение. И откако ќе го направат тоа, ние правиме еднодневен семинар се за e-трговија, каде што буквално се поминуваат сите основи како да се менаџира веб страната и пред се како да се понатаму рекламира и промовира и производите и самата веб страница, бидејќи за разлика од физичка e-продавница, каде што поминувате и нели случајно може да застанете, ваму морате да ги донесете луѓето, односно донесете трафик сообраќај на вашата e-продавница. И досега 35 компании добија можност да отворат своји e-продавници. Комуницирате ли со нив, како функционираат? Сега уште се отворени, се надавам? Да.
Комуницираме со најголем дел од нив, би рекла, некои од нив дури ги замоливме да ни дадат тестимонијал или како да кажам сведочење како се задоволни и навистина се изненадивме позитивно од нивниот фидбек и од тоа колку се задоволни и колку им помогнало да го прошират бизнисот надвор нели од границите на своето делување. Ние лани кога имавме јавен повик, кога го промовиравме, повикавме од првата група на поддржани бизниси, имаше конкретно една аптека што почна да продава на локален маркетплейс или на локална платформа и беше премногу задоволна, мислам буквално кажуваше цифри и така натаму, но да нагласам, нели ништо не е туку така, мора да се работи, да се нели постира, споделува и така натаму. Не може да се очекува дека доколку само се отвори продавница, дека едноставно ќе дојдат сами по себе продажбите. Да, уште еден бенефит и тоа за потрошувачите е што ќе имаме и намалување на сивата економија, со која мака мачиме. Мака мачиме, да, ние како асоциација, иако не сме класично нели тело кое што треба да спроведува било какви поплаки, често добиваме поплаки во однос на нели. Меѓутоа можам да заклучам дека најголем дел или сите поплаки се однесуваат на продавачи од Facebook или Instagram, односно на нерегистрирани трговци. Поради тоа апелирам до сите купувачи онлайн да секогаш гледаат да купуваат од регистрирани трговци, односно од самите веб страници или доколку купуваат од Facebook или Instagram да проверат дали има линк до веб страната, да проверат за податоци на самиот трговец и така натаму, за да доколку има на пример било каков проблем, не може мислам да стигне и точниот, нели, точната блуза и така натаму, меѓутоа да е мала, да не одговара нешто, да имаат како да си го остварат правото потрошувачко и да направат рефундација или да го заменат или вратат. Впрочем, неголемата забуна и неголемото незадоволство кај граѓаните кога станува збор за и трговијата го прават нерегистрираните трговци. Вие ги препознавате регистрираните, ги наградувате најдобрите секоја година и тоа продолжува во континуитет, па следствено на ова можеме ли да кажеме во моментов дека имаме солидна и сигурна трговија? Можам да кажам дека се работи кон тоа. Ние како асоциација преземаме многу действија таа насока. Направивме уште пред неколку години беџ за верификуван трговец и тоа е како дигитална значка која што може да се најде особено кај најголемите трговци кога и да влезете на нивната веб страница. Тоа е она знак каде што може да се препознае дека станува збор за регистриран трговец кој што ги следи барем основните нели законски прописи. Ние го издаваме тоа, покрај тоа направивме и бесплатен регистар на сите регистрирани трговци во Македонија и регистрирани и верификувани, каде што и трговците, односно сите купувачи во било кое време можат да проверат пред да направат купување, многу е битно тоа, пред да направат купување, да проверат и да видат дали трговецот е нели регистриран, таму ги има сите нивни податоци, контакт, од кога се регистрирани, со што дејност работат, категоризирано ние регистарот и можат да пребаруваат, така да со тоа се обидуваме еве на некој начин да влијаеме и нормално постојано правиме кампањи кои што се национални технички и постојано направиме и настани, едукативни нетворкинг каде што разговараме за тоа колку е битно да се купува од регистрирани, од верификувани трговци, чисто за да се задржи добрата репутација на трговијата која нели во светот навистина многу се користи и сакаме да го односно да ги, како да кажам, истакнеме оние кои што работат исправно. Впрочем, затоа и наградите за трговија секоја година ги организираме. Ја унапредуваат ли трговците својата работа низ годиниве? Каков е впечатокот и во однос на водењето на бизнис, но и во однос на безбедноста на купувачите, како важна тема секако? Би рекла дека да, бидејќи навистина се приметува разлика од година во година, особено со влегување на странски играчи, така да им се наметнува и на самите домашни трговци да стануваат подобри, особено во, не знам, грижа на корисници, во маркетинг алатки и така натаму, но и дефинитивно во делот на безбедноста. Тоа можеме да го забележиме и по посета на нашите едукативни настани, на нашата годишна регионална конференција за трговија, која што секоја година е поголем и поголем интересот и разбираме дека и трговците всушност сакаат да го подигнат своето ниво и навистина оние што работат правилно сакаат да ги задржат купувачите за повторно да ги имаат кај себе. И оние мали и средни компании кои што се уште немаат своја продавница, размислуваат да аплицираат, до кога може да го сторат тоа уште еднаш? Иницијално рокот беше до вечер, но свативме од претходните, бидејќи трае некое време, свативме дека најмногу апликации добиваме во сабота, веројатно тоа луѓето се најопуштени после работната недела, последен момент. Така да го продолживме до недела до крајот на денот.
Благодарам за време. гостувањето, благодариме за гостувањето во Македонија наутро. Секако важна ни е вашата работа, бидејќи од се ова што досега го споменавме, одиме и во насока на тема безбедност. Колку повеќе сте ангажирани да се регулира целиот овој пазар, толку и побезбедно ќе купуваат Така, толку купувачите подобро на за сите. интернет. Ето Апсолутно, така. да. Благодариме за гостувањето уште Благодарам еднаш. на така.